Огромен метеж пред експозитурите на 4 банки преку кои почна обештетувањето на штедачите од пропаднатата Евростандард банка. Редици незадоволни граѓани уште од утринава чекаа пред шалтерите на НЛБ, Комерцијална, Стопанска банка Скопје и Халкбанк. Гневни што повеќе од 1 месец не можат да располагаат со парите, не знаеа зошто е застојот. 7 сата наутро сме овде, јавија дека ќе почнат од 8, шалтерите се отворија од 8, а ние од штедачите останавме, ево гледате колку редици, не се знае ништо, се уште вели. И дремиме, седиме овде, што ќе биде не знаеме. Човекот вели што обезбедувањето или за вас некој проблем има, што е проблемот кај нас? А јавија дека од 15 ќе почнат се исплата. И ето од 15 нема табер никој се исплата. Са што ќе правиме, како ќе правиме, не знаеме сад. Не знаеме ништо. Ивановски Решандар. Ник ни чека 2 сати, само што влегов нема пензија, а пензијата ми беше преку поштата. Преку поштата земав пензија. Се вратив назад. Еве сега пак за типов чекам, пак за картичката да ја земам за пензија, дали има или нема, не знам. Од банките велат дека се работи за голема операција да се обештетат над 130.000 луѓе, па бараат разбирање од клиентите за можните проблеми. Кај дел од нив чекањето било околу 20 минути за отворање нова трансакцијска сметка. Фондот за осигурување на депозити веќе им префрли на овие банки 68,3 милиони евра за исплата на депозитите кои заглавија во Евростандард банка. Штедачите се распоредени во 4 групи врз основа на почетните букви на презимињата. Депонентите може да го остварат правото врз заглавените финансии со доаѓање во банката, откако ќе ги подигнат и потпишат потврдите на шалтер во банката каде што се распределени. Во случај на спреченост депонентот лично да го оствари своето право на обештетување, банките исплатувачи ќе вршат исплата на средства и на лице овластено врз основа на полномоштво заверено од нотар. Во случај кога сопственикот на депозитот е починато лице, неговите наследници треба да се обратат во фондот за осигурување на депозити и да приложат документи за идентификација и наследно решение, со цел да се спроведе исплатата на обештетувањето. Секој депонент има рок од 3 години почнувајќи од денеска да го оствари своето право на обештетување во банките исплатувачи. Доколку во овој период не можат да ги подигнат парите, штедачите потоа ќе можат исплатата да ја остварат преку фондот за осигурување на депозити. Остануваат 780 луѓе со штедни влогови над 30.000 евра поединечно, кои нема во целост да бидат обештетени. Тие формираат здружение и бараат парите да им ги надомести владата, која потоа треба да си наплати од стечајната маса. Ветување добија и од премиерот, но досега ниту една политичка партија не побера законски измени во собранието.